Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За вишен мир и за спасение на нашите души на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божи цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние кои што со вера, побожност и со страх Божи влегуваат во него на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За блаженејшиот архиепископ Охридски Македонски Михаил, за честното презвитерство Христа дјаконство, за сиот клир и сите луѓе на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив народ наш, за нашата држава Република Македонија и за секоја правоверна власт и начелство во неа на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За оваа света обител, за секој град, земја и за оние кои што со вера живеат во нив, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благорастворување на воздухот, за изобилие на земни плодови и мирни времења на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, што се заробени за нивно спасение на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Да се избавиме од секаква скрб, гнев и принуда на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилуј и зачувај не Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятая Богородице, спаси нас. Со сите свети и самите себе ден со друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега сета слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Молитвами Богородицы, спаси, спаси нас. Православните христијани во земјава
Денеска го слават рождеството на Пресвета Богородица, празник познат како Мала Богородица. Во сите храмови на Македонската православна црква из утринава се одржуваат литургии. Во предвечерието на празникот, синоќа во манастирот Свети Гаврил Лесновски во Лесново беше отслужена вечерна богослужба, каде празнувањето продолжи денес со отслужување на света архирејска литургија. Рождеството на Пресвета Богородица е еден од големите празници на Светата православна црква. Пресвета Богородица, Марија, е родена од родителите Јоаким и Јана, кои живееле во Назарет. И двајцата биле многу скромни, побожни и ги помагале сиромасите и болните. Долго време немале деца, а ќерката ја добиле после 5 децении брак. Македонскиот народ, како впрочем и сите христијани, со многу внимание ја празнува и слави Пресвета Богородица, мајката на Спасителот Исус Христос. Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. со сите свети и самите себе да со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи, Зашто Твоја моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Еве Отец, нека е за многу години денешниот ден. Како протекува овој празник овде во овој храм? Па пред се, фала на Господа, се заврши светата божествена литургија, каде што имаше доста верен народ и причесници. А ова стара манастирска слава потекнува уште од времето на Свети Гаврил Лесновски по преданието. Тој пред да дојде тука на Лесновската гора, гради црква на Пресвета Богородица на незиното рождество во неговото родно место во селото Осиче. И така и денеска останала најпосетена манастирска слава и секоја година е се побогато и така и посвечено. Фала на Богородица да продолжува таа да се моли за сите нас. Ете вчера недостои дојде и чудотворна икона во Скопје од Светагора, Троеручица. И така се збогати уште многу повеќе овој навистина радосен и многу торжествен настан од животот на Мајката Божја, која е наша лествица кон незиниот син и Спасител Господ Исус Христос за многу години и да се живи здрави и многу радосни сите. Македонскиот народ, како впрочем и сите христијани, со многу внимание ги празнува повеќето празници на Пресвета Богородица, мајката на Спасителот Исус Христос. Голем број на верници од различни краеви на Македонија овчера вечер и денеска се упатуваат кон манастирот Свети Гаврил Лесновски за да запалат свеќа во чест на празникот Мала Богородица и да се помолат за здравје и среќа. Лесновскиот манастир блесна во сиот сјај и ги отвори широко портите за верниците. Добар ден, нека е среќен празникот за многу години. Многу години нека е. Нека дава здравје среќа. Јас сум Лесновка. Да?
Да, тука сте постојано на овој ден. Да, постојано, цела фамилија ми е тука. И ваш коментар за денешниот ден овде? Многу е убаво, нека дава Света Богородица здравје, среќа на сите, па и на нас. Многу е убаво, времето и се погаѓа секоја година. Доста народ има денес, гледам. Има, многу народ има и убаво. Убаво е многу. За многу години За многу години? од Зрновци. Од Зрновци за прв пат сте тука или често сте на овој ден овде? Па 3-4 години. Сега сме кума у чест на внуко. Да. Да. И како ви се допаѓа овде? Супер. 3-4-5 години, секоја година доаѓаме. Многу убаво. Многу. Прекрасно. И од каде сте? Од Берово? Од Берово. Како ви се допаѓа овде? Добро, супер. Да. И вие сте кума или? Не, ние си погачки носиме. Така, Донесохме за за здраве здравје. погачки си донесох. Секоја година сте тука? Не, сега, прв пат. А ено, ако сме здрави и живи, ќе продолжиме да додиме. Само прави од Бога, като гледам, убаво е многу, па благодарни на сите тие што са го усовршили и пати да се изгради. Многу им благодарна на сите. Бог здраве нека дава и така да напредуваа. Нека е среќен празникот. Нека е среќен. За многу години. За многу Од каде години. доаѓате? Од Радовиш, од Сдружение на пензионери Радовиш и Конче. А вие сте групно дојдени. Колку пензионери се дојдени од Радовиш? За сме 100 пензионери. За прв пат сте тука или минатата година? бевте? Минатата година бевме, ја сметаме ова и како републичка манифестација, бидејќи има пензионери и помлади од цела Македонија. Како ви се допаѓа овде во Лесново, Лесновскиот манастир? Лесновскиот манастир е прекрасен и денот е многу убав, раѓањето на Пресвета Богородица, така се чувствуваме многу позитивно, продуховени, убаво е на тој ден да се дојде во еден светол храм, да се почувствуваш убаво. Среќен празник за многу години. Ова, Од каде доаѓате? Од Каменица Македонска. Македонска каменица за прв пат сте овде во Лесново и Лесновскиот Не. манастир? 5-6 пати доаѓаме. Како ви се допаѓа? Добро е, одлично. Добар прием. Се е најубаво. Обично кога доаѓате овде во Лесново на овој ден, како поминува денот, што правите? Ено, нешто играме, нешто пиеме, мезиме и денот да ни пројде. Сам сте дојдени од таму или? Не, со жената, брат ми, Цела фамилија. цела фамилија. Предпоставам дека и следната година ќе бидете овде. Да. Екипата на телевизија Прото денес по посетата на Лесновскиот манастир се упати кон училиштето во Лесново. Место каде со години наназад на овој ден Сдруженијето на старосни пензионери Пробиштип одржува средба на пензионери од сите краеви на Македонија. Председателите на Сдруженијата на пензионери на Македонија, заедно со председателот на Сојузот на Сдруженија Станка Трајкова на покана од Сдруженијето на пензионери, присуствуваше и градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов. Во училиштето во Лесново одржуваат работен состанок. На состанокот денес прва се обрати председателката Трајкова, а потоа присутните пензионери ги поздрави и првиот човек на општината, градоначалникот Анастасов, пошто зборуваше и председателот Манасиев. Еве се наоѓаме се уште во прекрасното живописно Лесново и од манастирот се селиме овде, на местото на настанот, поточно се селиме во така познатото училиште овде во Лесново, место кое што веќе со години наназад Сдруженијето на пензионери на општина Пробиштип организира состанок заедно со сите здруженија на пензионери на ниво на Македонија. До мене е председателката, како протекува денес овде денот во Лесново? Денеска навистина е, како што рековте, прекрасен, да не речам волшебен ден, кој што се случува во Лесново, бидејќи кратко речено денеска е овдека Македонија во мало. Од сите страни доаѓаат граѓани да го посетат и видат Лесново и да чествуваат во одбележување на големиот празник Богородица. А што се однесува до пензионерската популација, ние секогаш, секоја година, како што и вие рековте, нели, одржуваме тука и средби со председатели на здруженија, каде што покрај радоста што ја поделуваме на овој свечен ден, истовремено меѓу себе разменуваме и своји мислења, идеи, предлози да сепак се биде овој ден исполнет
на повеќе начини. Да има и прошетки, да има и поздравување, да има заедништво, да има она што сега во ова време најмногу ни е потребно. Она што сакам како околност да го истакнам, Сдруженијето на пензионери навистина од година на година прави се поголеми напори, со љубов и желба, овдека присутните да ги пречека на достоинствен начин, со вредните раце на нашите пензионерки активистки, направени се разни видови напити, специјалитети, карактеристични за овој крај. Тоа е една, видите, голема промоција на Сдруженијето на пензионери, имав прилика сега пред да дојдам да ја дадам оваа изјава, да погледнам дека тие како мало здружение имат низа активности, а знаат и како да ги промовираат. Имат направено една прекрасна кутија на која пишува јувки од Сдруженијето на пензионери. Тоа треба некој да се сети, да знае да го направи, а тоа е бистриот ум и интелигенцијата што ја поседува ова здружение. Да не ова прозвучи како демагогија, меѓутоа тие навистина треба да бидат пример и за другите здруженија. Овие вакви масовни средби, каде што се сретнуваат пензионерите, тука денеска сигурно ќе има едно 30 на здруженија што ќе дојдат со своји пензионери, се масовни средби каде што може да дојде секој пензионер. Покрај тоа што ќе се сретне со своите пријатели, ќе слушне музика, ќе заигра оро, ќе заборави на осаменоста, на анксиозноста, на таблетките што ги има во себе. Затоа Сојузот на Сдружение на пензионерите секогаш поддржува вакви масовни средби кога пензионерите се собират, и тоа си има свое значење. Знаете, тоа е од една страна превенција во здравственото осигурување и здравствената заштита, а од друга страна овозможува активно старење. А тоа е целта и на Сојузот и на Сдруженијата на пензионери. Еве како што забележувате, до мене се наоѓа и градоначалникот на општина Пробиштип, господинот Драган Анастасов, кој што веќе се години наназад и тој е тука на овој ден помеѓу пензионерите. Градоначалник, како е чувството да се биде овде по прекрасното живописно Лесново на овој ден со пензионерите? И кажам дека од година во година се поубаво и поубаво, навистина е преубав празникот, посветеноста во Лесново, организацијата на клубот на пензионери, сите нивни колеги, пријатели од цела Македонија, секоја година, она кое што го имам како информација, бројот се зголемува, односно секој еден кој што бил на овој ден овде во Лесново, доаѓа повторно, доаѓаат и наши пријатели надвор од Република Македонија. Денеска овде се и наши пријатели од соседна Бугарија, по тоа кој што има информација од страна на нашите пензионери кои што години наназад овој ден се, да кажам, домакини на сето ова кое што се организира овде во Лесново. Преубаво е чувството, по она кое што разговарам со нашите пријатели од другите градови, се воодушевени од самата организација. Ме радува тоа што бројот на верници се зголемува, што доаѓа во манастирот. Да го честитам големиот празник на сите наши сограѓани, на сите наши пријатели, раѓањето на Мајка Богородица, да дава мир и спокој во секое семејство, кај секој еден човек, да имаме трпение, љубов и да продолжи да не чува и војни. Еве до мене се наоѓа и председателот на Сдруженијето на пензионери на општина Пробиштип, господинот Грујица Манастиев. Вие како главен домакин, главен организатор овде на овој настан овде во Лесново, дали се како што и планиравте, поминува така организацијата до овој момент? Па со некои мали остапки, значи комплет по планот се раководиме и досека работите течат како што треба. Веќе пристигна голем број од гостите, очекуваме уште мал број. Сте виделе, Лесново е денеска полно, ќе има сигурно 7-8 илјади луѓе. Драго ни е што допринесуваме и за Лесново и за општината со помош на локалната самоуправа, на бизнисмените од Пробиштип, бизнис секторот,
најголемиот труд е наш, значи најголемиот труд е наш преку нашите волонтери, преку активот на жени, на пензионерки, све што е овдека, што ќе се вкуси и што ќе биде како салата, све е од вредните раци на нашите пензионерки и пензионери, така да ја користам приликата вчерашниот празник на пензионерите да го честитам, а и денешниот свет празник, Света Мала Богородица, да го честитам на сите гости и на сите граѓани на општина Провиште. Еве, според ваша оценка, што мислите, колку пензионери денес има овде во Лесново? Па ние очекуваме бројка некаде од 7 до 9 илјади. Од прилика, значи имаме покането од 38 здруженија. Верувам дека сите здруженија ќе дојдат, може некои од вчерашното време малку се уплашени, али еве денеска имаме прекрасен ден, една убавина, Лесново денеска е живо, ние сите се радуваме на оваа посета, значи се што правиме да го афирмираме нашиот град, нашето здружение, нашата општина, така да фала ви на вас како телевизија што се тука и ве поканувам, кој ќе имате слободно време, повелете и вас да ве почастиме. Океј, ви посакувам убав празничен ден денес овде. Благодариме, фала ви и повелете да се дружиме. Денешниот празничен ден во Лесново продолжи со македонска музика, која оформи убаво македонско оро.
Ете, почитувани гледачи, мислам дека во изминатите минути имавте можност низ оваа кратка видеорепортажа да погледнете што се случуваше денес во прекрасното живописно Лесново токму на овој празник. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен ден.